Бележите дека на оваа крива има 5 непотребни клучеви. Бидејќи сакате топката да се движи по права патека, овие клучеви не се задолжителни. Кликнете и влечете креирајќи Selection Box околу 5 средишни точки. Притиснете на копчето Delete за да ги отстраните овие клучеви. На овој начин ваквата крива може полесно да се коригира, бидејќи на неа не постојат одвишните клучеви. Сплескување и стегнување. Еден од подобрите методи за да внесете живост во вашата анимација е да ги додадете деформациите сплескување и стегнување. Оваа традиционална анимацијска техника ќе ви помогне да се ослободите од крутиот изглед на топката кога удира во земјата. Во Маја можете да го постигнете тој ефект користејќи го сквош деформерот. Додавање на сквош деформер. Сквош деформерот е специјален тип на објект кој што ни овозможува менување на формата на површината или на група површини. Со исклучување и вклучување на деформерот, од време на време се врши промена на формата на објектот, со што ќе можете да креирате визуелно попримамлива анимација. 1. Отворете го фронт панелот. Одете на фрейм 1. На овој начин ќе ја наместите топката на незината почетна позиција. Во менито на перспективниот панел селектирајте Panels, Orthographic, Front. Тоа ви овозможува поглед на топката по Z-оската. Помести и зумирај во панелот така да ја гледаш топката странично. 2. Додаде сквош деформер на топката. Селектирајте ја топката. Притиснете F2 за да го вклучите менито за анимација. Од менито селектирајте Deform, Create Non-Linear, Squash. На овој начин креиравте и сквош хендл на топката. Нема да забележите никаква деформација се додека не ги смените атрибутите на сквош деформерот. 3. Поместете го и зголемете го деформерот. Поместете го сквош хендл така да манипулаторот се најде на подножието од топката. Зголемете го сквош хендл се додека рачката не се појави над топката. Вака средината на деформерот се наоѓа на подножието на топката, што значи дека кога ќе се деформира објектот нема да се крева од подот. 4. Тестирање на сквош фактор атрибутот. Во Channel Box кликнете на Squash Input Node. Селектирајте ја Show манипулатор алатката. Кликнете и влечете на средната рачка од манипулаторот за да ја сплескате и стегнете топката, односно по долната точка со жолта боја. Кога ќе завршите, проверете во Channel Box и осигурете се дека фактор атрибутот е наместен на 0,4 за да ја даде на топката мало истегнување. 5. Тестирање со плейбек на топката. Одзумирајте во панелот така да можете да го гледате целото движење на топката. Пуштете плейбек на анимацијата. Топката е анимирана, но деформацијата на топката работи коректно само во фрейм 1. Ова се случува бидејќи деформерот не се движи заедно со топката. 6. Парентување на деформерот. За да направите деформерот да се движи заедно со топката, треба да ја парентувате рачката на деформерот за топката. Одете на фрейм 1. Селектирајте го Squash Handle, потоа притиснете на копчето Shift и селектирајте ја топката. Селектирајте во општите менија Edit, Parent. Ова истото можете да го направите притискајќи на копчето P од тастатурата. Направете плейбек на анимацијата. Сега деформерот се движи заедно со топката. Анимирање на сквош деформерот. За да го анимирате сплескувањето и стегнувањето на топката, треба да ставите клучеви, keys, но ако потоа го коригирате време траењето или тајмингот на подскокнувањето на топката, тогаш ќе треба повторно да ги коригирате и клучевите за деформација. Поради оваа причина, вие ќе користите реактивна анимацијска техника наречена Set Driven Key. Оваа техника ви овозможува да имате еден атрибут кој ќе контролира друг атрибут. Откако заклучивте дека сакате топката да се сплескува кога удира во земјата, а да се истегнува кога е во воздухот, можете да го користите Translate Y атрибутот на топката да го контролира фактор
атрибутот на сквош деформерот. Ова би значило дека ако подоцна се решите да го коригирате тајмингот на подскокнувањето на топката или транслейт Y атрибутот, сквош деформерот ќе реагира соодветно. 1. Отварање на Set Driven Key панелот. Set Driven Key панелот ви овозможува да изберете кој од атрибутите ќе контролира, а кој од атрибутите ќе биде контролиран. Од менито Animate селектирајте Set Driven Key, Set, за да го отворите Set Driven Key панелот. Подсетник. Ако сакате да го отворите панелот со опции, мора во менито секогаш да кликнете во квадратната икона. Селектирајте ја топката, кликнете на Load Driver копчето во Set Driven Key панелот. Во десната колона од Driver секцијата, кликнете на Translate Y. На овој начин сте подесиле Translate Y да биде атрибутот кој што ќе ја контролира акцијата. Селектирајте го Squash Handle. Селектирајте го input нодот на Squash деформерот во Channel Box. Кликнете на Load Driven копчето во Set Driven Key панелот. И input нодот на Squash деформерот и нодот на Squash Handle се активирани во Set Driven Key панелот. Вие ќе го користите само нодот на Squash деформерот. Во левата колона од Driven секцијата, кликнете на Squash. Кликнете на фактор во десната колона за да го селектирате контролираниот атрибут. 2. Поставување на клуч на почетната позиција. Одете на Frame 1. Повторно селектирајте го input нодот на Squash деформерот во Channel Box. Наместете го фактор атрибутот за да ја прикаже топката во сплескана позиција. Тоа е вредноста од околу минус 0,5. Можете да го користите Channel Box или Show манипулатор алатката. Кликнете на копчето Key во Set Driven Key панелот. 3. Заклучете ја следната позиција. Одете на Frame 30. Наместете го фактор атрибутот за да ја прикаже топката во истегната позиција. Кликнете на копчето Key во Set Driven Key панелот. Направете плейбек на анимацијата. На овој начин топката се истегнува при секое подскокнување и се сплескува при секое удирање на земјата. Set Driven Key панелот ја користи вредноста на височината за да одреди дали топката ќе се сплеска или истегне. 4. Коригирање на анимацијската крива. Селектирајте го Squash Handle. Во Graph Editor панелот кликнете на атрибутот Factor, потоа селектирајте ја кривата на деформерот составена од два клуча. Од менито View на Graph Editor панелот селектирајте Frame All. На овој начин можете да ја видите правата линија на Translate Y атрибутот на топката мапирана на Squash фактор атрибутот. Коригирајте ја кривата како што е прикажано на слика 18. Сега топката ќе има посуптилно сплескување пред да удри во земјата и понагласено истегнување кога е високо во воздухот. Направете плейбек на анимацијата. После ова можете да забележите дека во точката каде што топката удира во земјата има малку повеќе нагласеност. Искривување, бенд на топката. Како што топката одскокнува и доскокнува, пожелно би било да има мало навалување нанапред кога одскокнува и навалување наназад кога паѓа. Ова можете да го направите така што ќе употребите втор деформер. Овој пат вие ќе го користите деформерот Bend. 1. Додавање на Bend деформер. Одете на Frame 1. Селектирајте ја топката. Од менито Deform селектирајте Create Non-Linear Bend. Исто како Squash деформерот и Bend деформерот креира Bend Handle и Bend Node на топката. Bend Handle нодот е моментално селектиран. 2. Парентувајте го деформерот.